Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Светата причест е самиот Христос, живиот леп што слезе од небото, кој рече: ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, нема да имате живот во себе. Практично, целата 6 глава од Евангелието според Јован говори за важноста и неопходноста да се соединуваме со Христа преку неговите тело и крв, односно светата причест, која ја примаме за прошка на гревовите и која за нас представува извор на живот и лек за бесмртност. Поаѓајќи од содржината на литургиските молитви, очигледно е дека смислата и целта на светата литургија е самото причестување. Причестувањето на секоја литургија било норма во раната црква, а и денес останува да биде норма и идеал. Во минатите векови, за жал, се востановил обичај кој и денес е присутен во сознанието на нашиот православен народ, а тоа е реткото причестување. Еднаш или само неколку пати во годината, и тоа по исполнување на неколку дневен строг пост. Затоа навистина литургијата е онаа свадбена гозба од Христовата парабола, која Отецот ја приготвил за својот син, но поканетите, односно крстените, откажувале да дојдат. Справиите за ова прашање, Цариградскиот собор од 1819 година донел одредба, а за божествената и света причест бидете сигурни и знаете дека должни се сите благочестиви христијани на секоја света литургија да пристапуваат и да се причестуваат со живототворното тело, заради што и се повикуваат од свештеникот со возгласот: со страв Божи, вера и љубов пристапете. За оној човек што е колеблив и неспособен да се причестува секој ден, на таквиот црквата му порачува и му налага да пристапува кон светата причест тогаш кога откако ќе се исповеда кај својот духовен отец, се најде себе си достоен за светата причест и добие од духовниот отец благослов. Оваа одлука ги потврдува веќе постоечките канони на православната црква. Во идеалот, сите верници треба да се причестуваат на секоја литургија, затоа што преку неа го посведочуваат своето членство и припадност во црквата. За време на светата литургија, сите верници се причестуваат од едниот леп на причеста, Христос, станувајќи едно со Него, односно така се актуализира црквата. Христос за себе кажа дека е вистинската лоза, а ние, неговите ученици, сме како лозовите прачки, чие што витално зависи од приврзаноста кон животодавната лоза, без што прачките остануваат бесплодни. Да кажеме вака, ако сме членови на некој клуб или здружение, но не ги исполнуваме своите обврски кон него, нормално е дека нашето членство автоматски ќе биде прекинато. Во духовна смисла така и со светата причест. Ако подолго време не се причествуваме, ние всушност се изопштуваме од заедницата на црквата која што е телото Христово, стапувајќи во духовно опасна зона. Друга работа е тоа што не секогаш сме подготвени за причестување. Оние што живеат под духовно раководство, се трудат да живеат според Божите заповеди, ги пазат постите, го исполнуваат молитвеното правило, го читаат редовно Светото писмо, се исповедаат и имаат благослов од духовникот, можат редовно да пристапуваат кон причеста. И причестувањето да биде дел од еден нормален животен ритам. Оние, пак кои не го пазат сево ова, не треба да пристапуваат без да се исповедаат и да добијат благослов од свештеникот. Прашањето, па колку пати и кога да се причестуваме, треба секој лично да го разреши со својот духовен отец. Духовниот отец, познавајќи ја духовната состојба на духовното чедо, може да ја одреди честотата на причестувањето. Светата причест ние не ја добиваме како награда или некаков бонус за нашата праведност или уредно запазениот пост. Никој никогаш не е вистински достоен за причест, туку ние ја примаме единствено по милоста Божја како дар. Но тоа не значи дека ние не треба да сме подготвени за да го примиме тој дар. Затоа апостолот Павле вели човек да се испита најпрвин себе си, па потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Во поширока смисла, целиот наш живот треба да биде подготовка за причестување, како и самиот тој христијански живот да биде плод и резултат од благодата на причестувањето.